Драги гледачи, добар ден. Следат завршните мундијалски слики. Битката за бронзениот медал меѓу Хрватска и Мароко како прекрасна увертира за големото финале Аргентина-Франција. Срдечно топло добре дојде за Боби Бабунски и за Бранко Чупески. Би рекол многу предизвикувачко финале. Франција против Аргентина, европскиот против јужноамериканскиот гигант, една, би рекол, фудбалска класика и една посебна димензија што ја даваат две имиња, Ембапе и Меси, звездите на Пари Сен-Жермен, кои што ќе бидат на двете спротивни страни. Боби, сметаш ли дека ова ќе биде прекрасно финале? Да, секако заслужија и двете резултати. Убаво е и тоа како што кажавте дека можеби најдобрите играчи моментално во последниве години Меси и Бапе, последниве години со исклучок на Роналдо, нели? И заслужија на некој начин со она што го покажа во сите надпревари во групната фаза и понатаму, заслужија можеби покажа и најдобар фудбал, технички, физички, од секој аспект и навистина имаше што и да се научи и да се види во кој правец би одел фудбалот понатаку. Заедно со Златна копачка влегуваме во големите пресметки за бронзениот медал и големото финале за драгоцениот трофеј. Мојата прогноза во четвртфиналето беше со половичен успех од 4 надпревари, двата исхода беа погодени. За бронзен медал, мислам дека ќе се води тешка битка 120 минути. Мароко и Хрватска одново ќе одиграат нерешено, според мене 1-1. А на чело со Ливаковиќ, мислам дека Хрватска ќе победи на пенали. Што се однесува до финалето меѓу Аргентина и Франција, срцето ми е за Меси. Конечно да стигне до толку посакуваната мундијалска круна, но мислам дека квалитетот за нијанса е на страната на французите. Сметам дека ќе слават со 2:1. Многу реална анализа, многу реална прогноза. Тоа е фудбалот. Направете subscribe на овој подкаст на колегата Златко Калински, затоа што оваа прекрасна игра и колегата Калински тоа го заслужија. Тоа е фудбалот, сигурно победи на ова светско првенство, а да се надеваме дека и на последните два надпревара ќе победи фудбалот и ќе гледаме две прекрасни фудбалски представи кои ќе ни останат за секогаш во сеќавањата. Се ближиме кон крајот на надпреварот, потребен е погодов, нафрлена топка и гол! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна копачка. Бранко, дали сметаш дека токму Меси и Ембапе ќе го дадат тоналитетот на финалето? Која од двете репрезентативни бои ти е поблиска? Па не знам, некако сината ме влече повеќе. Двете се сини, Франција е малку посина. Јас на фудбалот гледам чисто спортски и од ниту еден друг аспект. Французите го обожавам тоталниот фудбал, брзиот, мокниот. Французите ми се по на таа страна некако, за разлика од аргентинците кои што се потехничари, сакаат да лежат по теренот, сакаат да го влечат над преварот, сакаат да си одглумат понекогаш. Меѓутоа, мислам дека ова е најголемата сцена во фудбалот воопшто и дека тука нема да има калкулации и дека од најскриените гликогенски депоа ќе извадат енергија и двете репрезентации и ќе се обидат да покажат раскошен фудбал и јас на овој надпревар ќе навијам само за фудбалот. Во впечаток имам дека Меси од надпревар во надпревар се крева
и покрај годините, за разлика од Ембапе, кој на последните два надпревара не постигна гол. Двајцата имаат по 5 погодоци, Меси има една асистенција повеќе во моментов. Да, добро, ние тоа го гледаме повеќе од тренерски аспект или од фудбалски аспект, можеше да се види дека целата игра на Аргентина беше направена така за да дојде до израз квалитетот на Меси, додека не беше така случај со Франција. Мбапе сепак се вклучи во еден колектив, во едни принципи кои што буквално важат за сите играчи, за сите 10 или 11 играчи. Играта така беше наместена да Мбапе е еден од колективот, меѓутоа неговиот индивидуален квалитет дојде до израз, сепак и он имаше повеќе обврски во почитување на дефанзивните принципи, во почитување на сите оние работи што ги бара тренерот. Пред да продолжиме, предлагам да одиме во Париз, во Франција, да видиме каква е атмосферата во пресрет на големото финале. Го бараме Тони Гламчевски. Ало Париз, добар ден за Тони Гламчевски. Добар ден, Златко Калински. Тони, верувам дека Франција минува низ фудбалска еуфорија, но најнапред би сакал за темната страна на светското првенство, за она што се случуваше по мечот меѓу Франција и Мароко со трагични последици. Дали страстите се смирија? Дали може да се очекува во текот на викендот, бидејќи игра и Мароко и Франција, да дојде до нови насилства? Насилството може би дојде до израз тоа насилство што се случи, но всушност на повеќе места во Франција имаше едно зближување меѓу навивачите на Мароко и на Франција, бидејќи има многу французи кои што се со мароканско потекло, кои што заедно славеа со французите, носејќи ги двете знамења или го носеа мароканското знаме облечени со дресот на Франција, но дојде до една мала група која што предизвика инциденти. То не само мала група, во Париз беа уапсени околу 40 припадници на крајната десница кои се подготвуваа да извршат напади врз навивачите. Тоа што се случи во Монпелје, кога еден возач кој што се скара со навивачите на Мароко и кој што прегази едно младо момче, тоа може би најтрагичниот дел од овие настани. Возачот на тоа возило се уште се трага, инаку после тие настани беа уапсени околу 266 лица, иако имаш околу 25.000 излегоа на Шанзелизе и на повеќе места во Франција да слават победата, односно поразот на Мароко, што сепак беше нешто доста пријатно да се види. Сепак овие инциденти само оставија непријатен впечаток и покри големата мобилизација на полицијата. Затоа изутринава министерот за внатрешни работи на Франција Жерал Дармањан најави уште поголеми мерки на безбедност, ќе бидат мобилизирани околу 14.000 полицајци и жандарми низ цела Франција, од кои најголемиот број ќе бидат во Париз. Ова е за финалето. Исто така ќе биде мобилизацијата голема и за полуфиналето, за во сабота кога играат Мароко и Хрватска. Тогаш ќе има само 12.500 полицајци, што е сепак голем број. Не можеме ни да се замислиме, мислам, колку е тоа голем, колку безбедностни мерки се спроведуваат. Но тоа малку стана и навика во Франција, не само за спортските надпревари, кога има било кои мирни манифестации на синдикатите да завршат со силни инциденти со полицијата, како да има групи на дали се навивачи, хулигани или ад-блокови, црни блокови, како се викаат, кои што предизвикуваат често инциденти со силите на редот, како да сакат во тој момент да покажат некоја сила. Да одиме на поубавата страна. Ова финале е многу инспиративно. Франција, Аргентина. Инспиративно за водечките новинарски пера. Во каков тоналитет се нивните написи деновиве? Може ли да ни пренесеш по некоја пикантерија од тие написи? Најголемата пикантерија е дали французите се заболени од ковид или не. Бидејќи, знаете, во полуфиналето двајца од клучните играчи Равио и не се појави на стартната листа.
има некој вирус кој што се движел во хотелот на триколорите или на сините, како што ние овде што во Франција повеќе сакаме да ги викаме. И тоа може најголемата пикантерија што ја има во моментов, дали има ковид во редовите на француската репрезентација. Во меѓувреме велат дека нема. Француска штабот на селекцијата од Катар тоа сето го негира. Пикантеријата е можеби тоа да се зборува денеска, можеби видовте и вие, бидејќи повеќе сте специјалисти за фудбалот од мене, дека можно е Меси, кога ќе му заврши договорот со ПСЖ, да се врати во Аргентина, да игра во Аргентина, значи да се одмори малку од европската сцена. Интересно дека навивачите на ПСЖ се иако се поделени меѓу Меси, кои што секој пат го поддржуваат кога игра и со Аргентина, а од друга страна и МБП им е еден од клучните играчи, са повеќе сепак се определија за француската селекција да навиваат за него. Другата пикантерија е да се одлучи кој од тројцата протагонисти на утрешниот надпревар ќе биде прогласен за најдобар фудбалер, односно најдобар играч на светското првенство во Катар, дали тоа ќе биде Меси, МБП или Гризман. Најмногу му се оддава, како речам, не чест, него со многу пофалби за играта на Гризман, кој што всушност според многу наши француски колеги, благодарејќи на неговата игра, Франција се најде во финалето. И се разбира, другото лице е Дидие Дешон. Бидејќи Дидие Дешон веќе 10 години на чело на француската репрезентација, успеа да создаде силна екипа, па дури и по цена на некои пати на егата на секој имаат, бидејќи има големи звезди во неговата екипа исто, да играат колективно, и тоа сте гледали по прославата што се прави после секоја победа во француската соблекувална. Не знам дали можеби ќе ги најдете тие елементи на страниците на Француската федерација на YouTube, како се слават сите заедно. Значи нема разлика, значи тоа е најголемата пофалба за Дидие Дешон. Аргентина во очите на Дешам. Тоа се две слични екипи кои што играат, можеби се најдобрите кои што беа. Не се сеќавам што прогнозиравме кога се скоро пред месец дена кога разговаравме на почетокот на светското првенство. Сепак мислам дека Дешон стравува малку од Аргентина, бидејќи Аргентина покажа дека е ефикасна благодарејќи на Меси. Француската одбрана, освен со против Мароко, кога не прими гол, скоро секој пат беше лесно поразувана и од сите екипи, беше поразена дури од Тунис, а сепак дека нападот на Аргентина е многу посилен, и затоа може би тоа стравување, но сепак Дешон е искусен тренер и како играч. Некој пат кога го гледаме на телевизорите, како скока по теренот, имаме чувство дека сака да влези на теренот, и тој и кога играше во француската селекција, може би тој е еден од најзаслужните кога Франција освои првата светска титула во 98 година. Тој беше тогаш и капитен на француската репрезентација пред Зидан, значи некој човек кој што знае да ги повлече, да ја повлече својата екипа. А јас се разбира како полумакедонец сега, со државјанство македонско и француско, сепак навивам за Франција, се надевам дека Франција ќе донесе третата звездичка, иако и Аргентина трча по третата звездичка. Ке има ли дополнителен контингент француски навивачи в недела на Лусаил? Дали ќе се отвораат нови фан зони? За недела се подготвуваат ли нови фан зони? Ова го прашувам со оглед на тоа што беше пред почетокот на светското првенство, кога Франција беше заговорник да не се гледаат на јавни места надпреварите од Катар. Дали тоа се падна во вода сега и си добива ова финале, она што било вообичаено еден страшен наплив на фудбалски, спортски набој? Нема да има Златко фан зони во повторно. Само се обезбедуваат јавните места, плоштадите да не дојде повторно до судири со навивачите на Мароко или пак на другите навивачи, или меѓусебно пресметка на француските навивачи. Бојкотот, иако беше најавен како бојкот и на телевизијата и на тоа, не се случи, бидејќи полуфиналниот надпревар беше рекордна гледаност на француската телевизија на каналот TF1. Над 20 милиони французи застанаа пред екраните да го гледаат полуфиналето со Мароко,
што е досега рекорд на гледаност во Франција на еден надпревар од светското првенство. Во целото името. Значи, може да замислиме што ќе биде во недела кога ќе играат со Аргентина и сите очекуваат како еден начин ослободување, па дури и председателот Макрон и покрај сите критики што ги доби за поддршката што му даде на Катар, и тој најави дека ќе биде во Катар за да го следи финалниот надпревар. Така да нема некои најави дека ќе се гледа колективно ќе биде најверојатно по домовите или по бистроата или кафичите, но нема да има некоја излегување надвор, па и времето не го дозволува, бидејќи во Франција е силна зима за разлика од Македонија каде што имате многу топли температури, сутринава беше тука минус 10 степени. Тони, ти благодарам за овој рапорт. Со задоволство би те слушнале и во понеделник на нашата завршна емисија посветена на светското првенство со реакциите по големото финале. Се надевам дека ќе славиме со третата звездичка и але ле блю. Пријатно. Пријатно. Да се вратиме 4 години наназад. Одигра спектакуларен надпревар Франција и Аргентина. Французите славеа со 4:3. Една голеада, еден дуел кој што предизвика навистина различни реакции. Мислам дека Франција тогаш ја подотвори вратата за титулата која што ја освои подоцна. Може ли да очекуваме сличен надпревар во финале или ќе биде сосема различен од мислам, не ми се верува дека истото ќе се повтори. Сепак можеше да се види од Аргентина дека од надпревар во надпревар од оној шок и ефект што го има после првиот надпревар се созема и многу големо внимание дадоа на дефанзивата. Можеше да се види дека можеби единствената репрезентација која што се трансформираше и играше различно тактички на секој надпревар. Дали блокот дефанзивен беше повисоко или пониско, меѓутоа секогаш селекторот со стручниот штаб нормално имаше стратегија адаптирајќи ја својата игра на противникот. И буквално имаше голем респект према секоја репрезентација, можеше да се види тоа многу добро и на последниот надпревар кога одговорија со систем кој што можеби е погоден да се спротивставиш на Хрватска и да го спречиш нивниот квалитет што е во последна топка. Така да мислам дека истото ќе се случи, неверојатно може да се учи многу од Скалони и од Аргентина како својата игра ја адаптираат за да ги неутрализираат квалитетите на противникот. Тоа мислам дека ќе се случи и сега во финалето без разлика и голем е влогот. Дали дополнителен мотив на аргентинските фудбалери ќе биде фактот што сите дишат за Меси, сакаат да стигне до овој дијамант што недостасува во неговата фудбалска круна. Дали може да биде пресуден тој мотив буквално на сите аргентински фудбалери? Не само што Аргентина дише за Меси, туку и Меси дише за Аргентина. Откако стапнал на зелениот терен, сака да ја освои тој, да биде дел од една селекција што ќе освои оваа светска титула, тоа е впечатокот. И мислам дека и Меси и сите аргентинци ќе бидат посплотени од кога и да е претходно. 2014-та имаа шанса, не ја искористија, меѓутоа ова е една сосема друга Аргентина, една стамена, силна. Ова е питбул териер Аргентина која што нема празен од никаде на ниту еден дел од теренот, е сега тоа вака лаички, новинарски и од љубител на спортот еден поглед. Боби, имам и јас прашање за тебе, дали вака личеше дека Франција многу полесно од Аргентина стигна до финалето? Може како да помина, како легија на странците, како да поминаа по... Да, баш така, може да се каже и ова добро го приметивте, дури се виде тоа веднаш на вториот надпревар после Сауди Арабија дека Аргентина дефинитивно ќе се концентрира на одбраната, ќе се концентрира на тие дефанзивни движења, пресинг или ова што го кажавте буквално на сите дел од теренот, гризат као питбул териери, како што рековте. Франција можеби имаше послаби противници, меѓутоа
квалитетот индивидуален и начинот на кој што играат и последните години им дозволува тоа. Едноставно може да си дозволат некоја пасивна одбрана, затоа што во моментот кога ќе ја земат топката има толку квалитетни играчи на сите позиции и можат индивидуално тоа да го решат. Видовме со Бапе и со Дембеле кој што се појави после долго време, Гиру ја искористи шансата на недоаѓањето на Бензема, така да целата игра некако се постави за да дојдат до израз нивните индивидуални квалитети и малку ако им оставиш простор на такви играчи, тогаш тие ги решаваат тие ситуации. Така да се слагам со тоа што го кажавте и мислам дека тоа ќе го видиме и во финалето и баш би сакал да видам како таа агресивност на Аргентина, квалитетот на Меси спротиставен на квалитетите на Франција кои што ги имаат буквално на секоја позиција. Алварес би рекол дека му е десна рака на Меси, како да сака да му каже немој ти толку да трчаш. Ние ќе трчаме и за сенката на Меси. Да, и ќе трчаме и за тебе. Го стави Лаутаро Мартинез го стави во на клупа. Го стави во втор план. Меѓутоа Франција, мислам дека има фантастичен фонд на играчи. И квалитет, и квантитет. Има стратег кој што тактички мислам дека ја води одлично. Добро Ниту го во еден нивелира, момент не да. се пожали на незгодите што ја следеше француската репрезентација со повреди, со болести, со што и Да, имаше една информација. Многу успешно нивелира. Напротив, не ги коментираше воопшто тие работи, еден Рабио, може би му фалеше во тоа полуфинале, но еден од играчите кој што е на клучни позиции. Го има еден Гризман кој што мислам дека е маестрален во. Нема каде го нема по терен. Брилира. Тоа е изненадување големо. Брилира. Никогаш подобро мислам дека не играл. Точно се согласувам, дури баш се смеев малце Чоло Симеоне ќе се радува бидејќи виде некои нови квалитети кај него кои што не ги очекувавме навистина во таа зона на креација, дури се враќаше во одбрана да помогне. Неверојатно како Мислам дека му даде една улога која што најмногу му одговара на Гризман, го врати во живот практично. Точно, може да се види дека токму тоа се случи и дојде до израз неговите квалитети. Неверојатно колку партиципира во игра, во креација. Ова што го кажавте, мислам дека да, слушав некој проблем со некој вирус на неколку играчи кои што беа во првиот план од почетокот, сега тие не настапуваат, имаат добри квалитетни замени. Знаете, тоа во моментот може да се случи некој да е порасположен и да дојде да се искористи шансата и да одигра феноменално баш. Како што кажа Тони Гламчевски во рапортот од Париз, се шпекулира дека имаат ковид. Да, јас слушнав мислам прочитав во шпански новини дека некој ковид нова или некој варијанта друг на ковид, вирус, каналски грип, и да, тоа има било некој, причината да. зашто овие Рабиот и уште неколку играчи кои што го фатиле тоа не настапија на полуфиналето. Дали ќе се опорават сега е знак прашање. Боби, прашање во контекст на она што го има како проблем или како сладка мака Дидие Дешам. Значи, ти беше фудбалер, беше тренер си, селектор, работеше во репрезентацијата. Дешам истиот пат го има, беше фудбалер одличен, освои титула како играч и како селектор. Колку му е тешко или лесно да избере од она што го има на клупата? Колку има проблем или колку позицијата му е безгрижна во моментов затоа што знае дека на секоја позиција има по двајца, тројца играчи. Тоа е доста интересно, може да се види во сите надпревари дека он си ја задржи и во последните години, си ја задржи структурата и системот, со структурата која ќе кажеме, тоа е профилот на играч на позиција и многу не менува во начинот на игра, можеби дури во тактиката може да видите дека Франција игра малце пасивна одбрана, имам квалитетни играчи кои што тешко можеш да ги пробиеш дури во одбрана, они доаѓаат во ситуација еден и се справуваат феноменално, дури и двајца кои ќе им дојдат на Кунде, на Варан, они се справуваат со тоа. Така да Дешамп има една сигурна, или Франција во последните години и успешно сегде постигнуваше резултати. Не го менуваат системот, не менуваат многу во структурата, затоа што на местото на Рабиот
влезе исто сличен таков играч со такви карактеристики, можеби Рабиот е поквалитетен и не изненади и нас како се Или е трансферираше. позвучен затоа што го знаеме и го гледаме во позвучни Точно. тимови, да. Да, може се каже. И многу беше добар во тие транзиции, во напад го видовме на првите надпревари, фантастично се трансформираше како напаѓач од кога ќе се одземе топката. Тоа е еден плюс кој што не достига можеби на Франција, меѓутоа има сличен играч со такви карактеристики, барем во дефанзивата, кој што ќе помогне за структурата да остане на место, додека Аргентина е сосем различно. И тоа е интересно што може да се учи во кој правец би одел фудбалот. Аргентина, кој што постојано се менуваше и се адаптираше на противникот, анализирајќи ги неговите квалитети и се соочи феноменално после првиот надпревар. Погба со една интересна изјава го нарече Гризман Канте. Тоа е Антоан Гризман Канте. Ја наследи играта од Канте, ја има сега и таа улога покрај онаа што е креацијата во напад, враќање. Малку Тоа е фасцинантно како се трансформира Гризман. Уопште не сме го виделе, ево во Шпанија играше цело време, уопште не играше на таа улога, играше некој страничен напаѓач или централен напаѓач или како втор напаѓач. Го изгуби идентитетот во Барселона. Мислам, кога отиде беше многу затворен, она што го имаше во Атлетико не го добиваше во Барселона и сега се очекува да живне и можеби ова му е последна шанса да ја ревитализира кариерата во последните 5-6 години, да. Боби, малку сакам да те вратам неколку децении наназад. Имаше голема шанса да играш на светско првенство. Да. Беше на списокот на чилеанците. Како се случи да не отидеш веќе со извадена виза за Чиле 1987? Да. Што се случи? Тоа беше нешто неверојатно. Ти беше во квалификациите за тоа светско првенство стандарден во кај селекторот Мирко Јозич. Да. Фазлагич Јозич. Фазлагич и Јозич. Да, таа многу ме прашуваат и тоа ми е малце болно кога ќе го кажувам. Ама Нека излезе болката. Да, нека излезе. Нека излезе. Да, бев стандарден во таа репрезентација, дури играв Европското првенство, финалето на Европско. Значи, имав добри партии со таа генерација. Што се случи, не знам, тоа беше одлука на клубот, на Вардар. Мислам дека пред се на Дончевски, кој што беше налутен на некој начин на мојата игра против Порто, ако ви текно игравме 3-0 и во Скопје и таму, и на некој начин како казна тој го блокираше патувањето. Тоа е моето сознание, може било така, може не било така, сега секој ќе се оправдува поради одлуката, меѓутоа јас тргнав на пат. Едноставно се сеќавам дека ми беше спремна и торбата и картата и тргнав на пат да се собереме во Белград и да летаме за Чиле, нели? Меѓутоа у последен момент ме стопира и ми кажа дека нема да патувам. Бев шокиран, нормално и во тоа време не можев да реагирам. Знаете како беше тогаш? Одлуката на управата или одлуката на тренерот беше закон. Не можеш ниту да приговориш дека зашто може и како. Може ли еден клуб да многу пати се прашував тоа истото, да дозволи такво нешто. Да дозволи такво нешто, да не му биде чест на клубот да има свој представник во една генерација која што испиша историја на овие простори. 19 годишник може ли да биде виновен за пораст против актуелен европски шампион? Па се добро кажавте. Актуелен европски шампион. Имаше ли некој умен во управа да каже чекајте луѓе? Точно. Зошто го запираме во тој налет на правење кариера, еден од најталентираните. Ама не само тоа, и таа репрезентација по тоа ја наследи сениорската постава, така што ако беше дел од таа селекција, несомнено е дека ќе беше уште еден македонец покрај Панчев и Најдовски. Одлуката на тренерот да каже некој чекај, дај размисли за оваа одлука. Точно, ја многу пати се прашав и добро кажа. Тренерот може да си има една одлука, меѓутоа клубот е тој последен кој што ќе одлучи. Сега, кој бил во тој период во клубот кој што го дозволил тоа е веќе друго прашање. Значи сега
тоа помина долго време да се истражува, да се праша кој што како. Секако имаше голем ефект после на мене, 2-3 месеца не играв, бев суспендиран поради сето тоа, беше такво правилото. Меѓутоа, добро беше што се соземав после и имав желба да продолжам како фудбалер и се настави мојата кариера. Нас два настапа за југословенската репрезентација против Шведска, 3-4 и беше во Бразил, во друштво на еден Кафу, на еден Бебето, Валдаир, и уште со двајца против Шведска, уште со двајца другари, наши. Дареј и Илија Најдовски. Да, беше прв пат тројца македонци да бидат во една Точно, репрезентативна селекција и немаше среќа да отидеш на Европско првенство 92. Да. Добро, тука бевме неколку играчи веќе на прагот, заедно имавме припреми со сениорите, нон-стоп и летни, и зимски, знаете, имаше една добра стратегија тогаш во Југославија, не зима по младите, почнувавме да играме некој порано, некој покасно, во зависност од потребите на селекција. Сега, ако не на тоа првенство, можеби после, ако продолжеше Југославија, ќе имаше шанса. Затоа што добро се покажа во тие млади категории, на некој начин фатив некој ритам, имав респект од селекторите таму. Интересно искуството во Бразил и од тие две... Како е да си игра со бразилците? Тоа е како во кошарката со Дрим Тимот да играш. Без разлика каков е состав. Бразил е Бразил. Да, беше атракција стварно и они многу го сакаат фудбалот. Буквално ние се изненадевме затоа што имавме голем респект и од нивната публика. Нивната публика доаѓаше кај нас во хотел и да скандира и да ни дава признание и почит. И така ми стана една многу интересна случка на полувреме на тој надпревар на покојниот сега веќе Ивице Осим. Ние игравме на тој надпревар и бевме помлади во однос на Савичевиќ, во однос на Пикси и на полувремето, пошто губевме, имавме лош резултат и влегуваме сите и сега мислиме кога ќе почне Осим да вика по нас, лом ќе не направи. И кога влегавме, седиме ние и он почна да вика по Пикси, по Савичевиќ, па дај бре, немој да дриблаш, немој да држиш ту лопто, она. И ние чутиме сега кога ќе почне по нас да вика, ама ли ништо. Секојаш викаше по постарите, авторитетот го градеше на тој начин. Значи тоа е така една интересна случка од тој надпревар ни остане во сеќавање. Ке те прашам и за уште една можеби болка. Беше веде селектор на македонската репрезентација. Да. Бев во Амстердам против Холандија 0-0. Единствена селекција што тогаш и скина бодови на Холандија. Да, во Скопје беше 2-2, беше мислам Канатларовски претходно. Да, точно. Ја водеше и после поразот од Андора. Да. Си замина Канатларовски и беше последен за веде селектор. Да. Зошто не продолжи да бидеш селектор на Да, и тоа е на... Имаше ли објаснување и за тоа? Да. Мислам дека во Амстердам, на Амстердам арена 0-0 против моќната Холандија со такви фудбалери кои што настапува, беше успех. Искрено да ви кажав, очекував или се надевав дека ќе добијам шанса, бидејќи претходно во младата селекција буквално заедно со стручниот штаб нормално ги сфорсиравме сите овие кои што сега носители во селекција. Ги селектиравме дури игра многу помлади од онаа генерација која што беше носител во младите селекции, па потоа и во А селекција сфорсиравме многу млади кои што сега се костор и последните години се носители на овие сите успеси. Очекував доверба и можеби шанса од тогашниот председател и структурата и управниот одбор кој што одлучуваше нели за таа ситуација. Меѓутоа во последен момент ми јавија дека сепак сака да дадат шанса на некој странец и тогаш во тој период доби шанса Тошак. Джон Тошак. Да, секако. Дадат шанса на странец. Англичаните, Джейми Карагер неодамна изјави кога дојде во прашање улога, односно позицијата на Герет Саутгейт кога дојде во прашање дали ќе остане селектор или не по оној пораз од Франција 2-1 со промашувањето на Кейн на пеналот. Джейми Карагер изјави без пардон на Твитер, меѓутоа тоа се смета нели за официјална изјава дека селекторот на Англија секогаш треба да биде англичанец. Како тоа македонците даваат шанса на каква шанса треба да му дадеме на странец?
Странецот што ќе дојде кај нас треба да биде за 10 класи подобар и да не направи подобри. Каква шанса му се дава на странец во Македонија? Па вака, А не му се дава на наш да. селектор. Видите, гледајќи од аспект на председател кој што одлучува за тие работи, знаејќи ја моменталната ситуација или ситуацијата кога беше во тој период, знаете дека во Македонија преовладуваат сите тие работи, дека некој селектор е врзан со председателот или има повеќе можности да биде со управата и затоа го преферираат, потоа форсира некои играчи кои што се можеби миленици негови и сега за да се расчити сето тоа и да нема проблеми околу тоа. Можеби атмосферата е нарушена меѓу играчите, се имаш некои играчи кои што се повеќе заедно или некои треба да влегуваат или некои треба да си одат, така да се носи некоја одлука за да нема такви опашки или влијанија на такви некои работи, тогаш се одлучуваат за странец кој што воопшто не ги знае, да кажам, работите тука и ќе ги бира според квалитетот Да, но и или полесно според се контролира процент. странец. Од друга страна странец и полесно се контролира. Полесно можеш да му кажеш Можевме да видиме дека го странецот после ќе посегне по некој наш за да му ги објасни ситуациите внатре што се случуваат. Меѓутоа вака неутрално, ако дојде странец, сега, например, јас да отидам негде во некоја друга земја, не познавам никој таму ништо и само си ги гледам сите играчи кои што се на располагање и тогаш одлучувам професионално, овој за таа позиција е подобар, па ќе му давам шанса него. Ако не игра, тогаш другиот што е алтернација. Значи, од тој аспект се даваат на некој начин шансите на странец, како што можевме да видиме, има доста странци на светско првенство кои што водат други репрезентации. Значи, за да се избегне на тој начин непотизам или што и да се случува, затоа што овие играчи се миленици, па не може да се контролираат, врзани се со тој селектор. Да кажеме, и селекторот само нив ги преферира постојано. Зошто? Па работеле порано со него, имале успех со него и се ајде цел живот ќе ги влечеме. Да не се гледа професионален дел. Сега, ако имаш во моментот излезе некој играч кој што е добар, како што се случува, гледаме во Франција, гледаме и во други репутации, без разлика, Карим Бензема или некој друг кој што е легенда, сега треба да го влечеме цел живот. Меѓутоа во моментот излегува друг играч квалитетен на негова позиција и гледаме дека има неверојатни перформанси во клубот, тогаш ќе игра тој, затоа што во моментот може да даде повеќе на таа позиција од некоја звезда која што е долго години има. Го прашаа дешам на пресконференцијата за Бензема, дали ќе му даде во финалето некоја минута да игра? Следното прашање ве молам. Тоа беше никаков одговор. Да. Добро, од друга страна видовме дека Македонија традиционално наназад најдобрите резултати на кое било поле, во кој било спорт ги постигнува со домашна комбинација. Домашен селектор и квалитетни домашни играчи и можеби по некој странец како што беше Боме Келе во кошарка на пример и слично. Тоа ракомет, фудбал, најголемите резултати, најдобрите резултати си ги постигнуваме самите. Супер, тоа нас ни е драго што е така да веројатно македонски селектор ќе биде понатаму. Па искрено би сакале и да добие шанса, она која ти беше одземена, да. Кој ќе го одбележи ова светско првенство? Според тебе кој ќе биде MVP? Например, има во историјата на светските првенства луѓе што ги одбележале мундијалите. Пример 58-та година еден Пеле, 78-та Марио Кемпес, 82-та Паоло Роси со она страшна серија на голови, 86-та кралот Диего Армандо на Господ. Марадона, во 98-та беше еден Зинедин Зидан со првата Роналдо француска 2002-та, Роналдо 2002 година. Дали сега тука ќе се кршат копјата меѓу Ембапе и Меси? Не, мислам дека тоа веќе се знае и медиумите и воопшто целата фудбалска јавност сака да му ја доделат на Меси и заслужи за се она што го даде овие 10-15 години. Навистина и не само тоа, он на целото првенство играше феноменално и дојде до израз она што во клучните моменти ги реши надпреварите со асистенција, со гол од пенал, беше присебен, значи можевме да видиме навистина дека све се врти околу него. Целата игра е направена на Аргентина да се обезбедат другите работи во дефанзива, па дури и во офанзива, да му се направи простор, да дојде до израз неговиот квалитет.
мислам дека истото, без разлика, може би Франција ќе победи во финале или Мбапе ќе одигра подобро од Меси. Меѓутоа, за се она што го направи, мислам дека заслужи да добие дека е крал на и ова првенство и на изминатите години и да го добие тој примат како најдобар играч. 2014-та ја го работев финалето Германија и Аргентина од Маракана и беше на општо изненадување Меси прогласен за MVP на светското првенство и беше самиот изненаден од таа одлука која беше објавено веднаш после финалето дека Меси е MVP на светското првенство, а не го играше добро, не го играше како што го игра ова првенство. Сега можеби е вистинскиот момент да му се додели таа уште еднаш. Искрено, првпат Меси, јас следам светски првенства од 90-та, ајде 94-та, нека е по-трезвено, повеќе се сеќавам на тоа во САД светско првенство, меѓутоа до сега Меси, јас лично го немам гледано на еден мондијал или на големо надпреварување, дали тоа Копа Америка или што и да е. Го немам гледано со таква енергија, со таква желба, со толку елан и покрај тоа што е на залезот на кариерата. Дали можеби фактот дека ова му е најверојатно последното светско првенство е неговиот драйв, го движи на овој мондијал. Да, од 12 гола на Аргентина, 5 се на Меси и 3 асистенции. 2/3 практично директно влијаеше Диригира, апсолутно диригира. Да, се согласувам. Чекал на Маскерано, чекал на еден играч на друг. Сега не чека од никого. Сега ја зема топката и Да, може се каже тоа дека се види, меѓутоа ако ги компарираш тие првенства, исто така може се види дека Аргентина не беше толку компактна и не беше играта направена за Меси како што е овој пат. позвучни играчи. И позвучни играчи имаше поголеми индивидуалци. Поголеми звезди, да. Да, се согласувам со тоа и мислам дека ова е интересно, не знам по кој критериум се даваат тие одлуки, затоа што и Модрич беше најдобар прогласен и во Хрватска не беше Зидан беше кога изгубил Италија, победник, кога да. загуби Франција. Меѓутоа ја носеше играта на носеше- Хрватска за целото светско првенство. Точно, мислам, окей, може би заслужено, меѓутоа треба да се види критериумот кој е за да се одбере еден најдобар играч на целото првенство, дали е тој кој што одлучувал со голови асистенции или па донел со неговата игра најмногу победи во континуитет во сите надпревари, така да малце е релативно тоа. Да, ја кога зборувам за тие великани што ги одбележале светските првенства, Пеле даде 6 гола во Шведска 58-та. Кемпес 78-та даде 6 гола. Марадона 86-та имаше 5 гола и 5 асистенции. Значи тоа е Роналдо 2002-та, оној правиот Роналдо даде 8 гола, не беше MVP на првенството. Оливер Кан беше прогласен ден пред финалето, меѓутоа беше златна топка. Да. Златна копачка на Така, мислам дека овие податоци што ги кажате. И се мислам дека постои некаква статистика врз која се одлучува. Да. И мислам дека така треба да остане. Сепак, оној играч кој што дава голови и асистенции е клучниот играч кој што најмногу допринел, иако можеби други одиграле феноменално останатите надпревари. Сепак, ако е овој критериумот, тогаш треба да се одбере тој играч кој што ги решува работите на тој начин, нели? Малото финале. Хрватска-Мароко. Мароко е, би рекол, сензационалниот полуфиналист, едно освежување на светското првенство. Поразени едните и другите, кој ќе се крене подобро во таа битка за бронзениот медал? Да, добро кажавте. Мислам дека неочекувано одигра послабо него вообичаено во полуфиналето. Мароко буквално играше истата тактика и систем цело време и сакаше да промени нешто и буквално со таа промена, видите, мал детаљ фудбалски, ние гледаме на сите тие детали, они го променија системот токму за Франција за да ги спречат нападите на страничните играчи Мбапе и Дембеле и токму таму го примија голото. Тоа што се плашиш, тоа те снајде. И после тоа веднаш се коригира. Селекторот се врати на својата вообичаена структура и систем на игра и излезе добро. На крај, иако можеби прими гол, Дешамп реагираше исто на се за тоа.
Хрватска исто така беше некако преоптимистична со се она што се случуваше и заборави на некои принципи кои што феноменално ги правеше во изминатите надпревари и кои што ги красеше не само на ова светско првенство, него и порано. Едноставно мислам дека и Аргентина се адаптираше на нивните квалитети, па играше некоја одбрана Ја научи лекцијата од пред 4 години поразот со 3-0. Во групата беше тогаш и можеби реванш. Да, сигурно имаше влијание тоа, иако моментално она што се случува со Кроација многу добро го анализира аргентинците, ја поставија таква играта за да едноставно ги рашират, они да играат ова своја позициона игра позната на Хрватска, кога сите се запоставени во противничка половина и ја држат топката, имаат убав посед, меѓутоа заборавија на транзициите дека може да им се случи брзо да изгубат топка и изненадно да бидат казнети. Токму тоа и се случи. Се надевам дека и едната и другата селекција сега во таа борба за трето место ќе внимаваат на тој детаљ и навистина е интересно како ќе се справат со тие. Тие се многу ситни детали каде што и може да видите во анализите головите се примаат или од прекиди или од транзиции, од такви деконцентрации и невнимателности се случува да се даде голот. Мислам дека не е се едно дали ќе бидеш со бронзен медал или не кога контекстот беше тој за мали. Каде ќе го најдат за мали зејби со мотивот, инспирацијата, каде еден играч ја наоѓа, утеха ли му третото место или медал е медал? За големите можеби и не. Да, добро. За великаните, ама точно добро кажавте и мислам дека сигурно ќе најдат мотивација, зашто сепак не е се едно дали си трето место или четврто место, веќе Хрватска имаше искуство со тоа кога 98 или освоија трето место, имаат надиграа Холандија и тоа. Точно така. Мислам дека едните и другите ќе се соземат ментално од таа деконцентрација што се случи во полуфиналето, нели? И ќе дојдат до израз нивните квалитети. Неизвестно е, дефинитивно неизвестно е, ако се врати Мароко да игра како што играше, тогаш многу тешко може да му даеш гол. Исто така и Хрватска покрај одбраната која што беше компактна, они играат многу добро во посетна топка. Дали ќе ги искористат тие моменти на прекиди да дадат гол или во транзиции, баш ќе биде интересно да се види, затоа што и што е уште интересно, првиот надпревар го одиграа меѓу себе и последниот на светското првенство меѓу себе. Дуел 0-0 беше првиот. Ќе гледаме ли сега седење по теренот како оние интересни моменти кои се излегуваат по социјалните медиуми, како Хрватска и Мароко седат по теренот и чекаат да поминат 120 минути па да играат на пенали, или ќе гледаме фудбал? Може ли во овој надпревар да речат ајде луѓе да се отвориме и да покажеме што знаеме и колку знаеме фудбал? Па тоа е една придобивка, знаете како ние ги гледаме надпреварите и гледаме нешто да научиме во кој правец ќе оди фудбалот, што е изменето, што е променето. И токму тоа се промени. Веќе секоја репрезентација дисциплинирано, дури 120 минути со измените сега со 5, ние не можеме да видиме дека некој паѓа у несвеси не може да издржи. Значи тоа го видовте кај Модрич кој што и кај постари играчи кои што буквално играат исто 120 минути. Значи така е распоредена енергијата и играта да во секој момент секој знае каде треба да биде и ја економизира целата игра за да може да издржи 120 минути. Мислам дека нема да се случи да летна сега сите во некоја транзиција па да напаѓаат, другите да се бранат, па да има не знам колку голови, него стрпливо ќе си ја чекаат шансата. Со други зборови што би рекла Милка Бабович, во уметничкото лизгање постои уметнички дојам. Точно така. Тука не се борат за впечатокот што ќе остават, туку за резултатот. Пред се. Многу се спремни сите репрезентации, тоа е неверојатно, имаат повеќе информации достапни, мислам дека селекторите исто се спремни. А физички се спремни дали затоа што е во средината на сезоната првенството или? Тоа е интересен податок и добар е за анализа, можеби има големо влијание затоа што се на средина на првенството, па не се толку истрошени, па можеме да видиме, значи, добра физичка подготовка на сите, секако, добра ментална подготовка, може да има сигурно барем некој процент тоа влијание затоа што е на пола на првенство и не се толку истрошени од своите лиги. Боби,
афинитет, некаков наклонетост на една од овие две репрезентации има кај тебе или ти е... Да, секако мислам и за полуфиналето, јас најав за Хрватска, знаеме дека од овие простори сме Добро, ние тоа и нормално, сакаме да... зборувам за финалето Франција да, и... за финалето, види, сепак и индивидуално ние си сакаме од Европа да е, пошто сме од Европа, нели? Меѓутоа, нема да се љутам ако и Аргентина освои поради Меси за се она што го даде за фудбалот. Исто така ми се допадна и она што го покажа Скалони со стручниот штаб. Неверојатно. Најмладиот селектор на ова. Најмладиот, меѓутоа, он секој надпревар ја менуваше Дрзок селектор, тактиката, храбар, дрзок. И беше храбар да се менува и да ги најде квалитетите на противникот и да се обиде да ги неутрализира на начин како што ги постои. Сега тоа успеа. Му успеа, значи квалитетно до сега. Да. Дали се усогласени ставовите со Давид и со Доријан? Твоите ставови со ставовите на синовите кои што се во Дебрецин? Добро, они стално имаат контра кога ќе кажам нешто. И беа повеќе за Шпанија која што покажа фантастична игра. Таму пораснаа како фудбалери сега. Да, меѓутоа не проеда. И натаму едниот е за Барселона, другиот за Реал Мадрид? И натаму, да, тоа е интересно кога се гледа дерби Ел Класико. Верувам дека си горд на синовите сепак. Па да, имаат на убава кариера. Секако, да. На добар пас имаат професија и сега нека се снаоѓаат сами. Тоа е фудбалот, колега Калински. Тоа е фудбалот. Голема благодарност за гостувањето на Боби Бабунски. Драги гледачи, верувам дека ви беше интересно. Полека се вртиме кон викендот, кон големите возбудувања што ќе започнат утре, ќе завршат в недела попладне, а ние во понеделник ќе направиме еден завршен рекапитулар на светското првенство. Ви благодарам за вниманието и пријатно.